На европскиот пазар Kia Sportage стартува со изведбите со 1,6 литарски TGDI турбобензинец кој е спарен со 6 степен мануелен или 7 степен DCT автоматски менувач со двојна спојка, кој испорачува 150 конски сили. Неизбежна е верзијата со хибриден погон, кој го користи истиот турбобензинец, но испорачува 239 конски сили. Кон крајот на годинава на пазарот ќе се промовира и верзијата со приклучен хибрид. Кај хибридните погони ќе може да се бира и погон на сите тркала. Задолжителните ревизии на дизајнот за фейслифтот вклучуваат браници со дополнителни 2,5 см преден преклоп и редизајнирани дневни светла. Внатрешноста има двокрак волан, редизајнирани отвори за воздух, безпрекорно интегрирани во контролната табла и нов тапацир на седиштата. Ажурираниот Sportage стандардно доаѓа со новиот навигацијски и информативен систем Connected Car Navigation Cockpit. Системот за забава во автомобилот вклучува меѓу другото асистенти со вештачка интелигенција кои ја подобруваат традиционалната гласовна контрола, како и пристап до дополнителни апликации, некои со платена содржина. Тука спаѓаат услугите за видео стриминг YouTube, Netflix и Disney+, како и понудите за игри. Од новите достапни функции за олеснето користење на Sportage се издвојува дигиталниот клуч што се инсталира во паметниот телефон или паметниот часовник, кој може да се сподели со неколку лица. Се нуди и 10-инчен дисплеј на ветробранското стакло и камера со поглед наоколу со тридимензионален поглед од птичја перспектива на возилото. Цените ќе бидат познати кога ќе пристигне во Македонија, а тоа е во 4-тиот квартал на годинава.